Досега говоревме за последиците, би рекла, од кризите кои што досега е зафатија нашата држава и посебно нас фокусот ни е на локалната заедница и на општините. Меѓутоа, кој е вашиот став сега, нели тоа што беше помина, меѓутоа целта е нели да не ни се повтори и како да станеме потпорна економија не само на национално ниво, туку и на локално ниво, економија, меѓутоа и заедница која што ќе може да го даде одговорот на сите идни кризи кои што ќе ни следуваат за полесно да ги пребродиме. Па тука би ве прашала кои се вашите размислувања, како во иднина општините да станат поотпорни кон тоа што ќе ни следува утре. Така. Она што пандемијата не научи, нели, заедно со енергетската и економската криза, што се уште, чии последици се уште ги живееме, видовме дека немаме развој на кризни планови. Значи, самите општини немаат развој на кризни планови, или доколку ги имаат, истите се стари, не се ажурирани и согласно тоа не може да бидат аплицирани. Општините треба да изработат детални кризни планови кои ќе ги идентификуваат ризиците и потребите за реакција во случај на кризи. Меѓутоа, ono што е важно е, како што споменав, овие планови треба да се динамични и редовно да се ажурират. Образовни кадри и обучен персонал исто така се клучни за решавање на кризни ситуации, а општините исто така треба да продолжат интензивно да инвестират во програми за обука и едукација на вработените и на самите граѓани за да ги подготват како може да одговорат на идни кризи. Не помалку важно тука е инвестирањето во соодветна инфраструктура и ресурси, како што се болници, складишта со храна и системи за комуникација. Понатаму важни соработката и со други општини и со други институции, како на регионално, така и на локално ниво. Соработката може да вклучува споделување на ресурси, информации и соодветна експертиза за време на криза. Сепак во случај на кризи не смее да се изостави и социјалната поддршка на најранливите категории на граѓани, како на пример преку зголемени субвенции за земјоделците, како што веќе напоменавме, нудење на тие социјални пакети и слично. Развојот на зелена и одржлива инфраструктура исто така може да помогне во подобрување на општинската отпорност на вакви кризи, вклучувајќи го тука и подобрувањето на енергетската ефикасност, како би одговориле на последиците од борбата со климатските промени. Ви благодарам многу за интервјуто и за одвоеното време. Ви благодарам и на вас.